Оке, прво би сакал да ви се заблагодарам што најдовте време денеска во овој топол ден да одвоите половина час во кој што ќе разговараме за некои работи кои што ги сметам важни и кои што се причината зашто денеска сме собрани. Јас подготвив една мала презентација и споделам сега со вас. Како што знаете, тема на денешната средба, на денешниот вебинар е создавање идни генерации лидери кои што Македонија ќе направат пристойно место за живење. Денешната агенда е отприлика вака. Ќе зборуваме малку за Брги, за тоа како ќе направиме Македонија пристойно место за живење, и потоа ќе разговараме малку за надпреварот во раскажување, на крај ќе ставиме место за ваши прашања. Како што реков, ќе почнеме со Ѓорги Маријановиќ, да ви го представам човекот чие име го носи оваа фондација. Ѓорги Маријановиќ е мојот татко. Ѓорги Маријановиќ е роден како седмо дете на Никола и Билоса Вагосовиќ на 6 мај 1939 во Стара Моравица, Војводина. На 6 месеци останал сирак и неговиот татко бил убиен, кога баба ми, неговата мајка, го видела својот сопруг, доживела нервен слом, поради што морала да биде хоспитализирана, а татко ми бил известно време задржан во градската болница Суботица, а подоцна на возраст од 17 месеци бил даден на посвојување. Бил посвоен од Часлав и Рада Маријановиќ, меѓутоа немал среќа ниту во овој случај, бидејќи Часлав бил убиен од четниците во 1942 година во местото Придворица. Рада, неговата посвителка, жената што е позната како моја баба, подоцна се премажила и потоа животот ги носи во Куманово, каде што татко ми го поминал своето детство след завршувањето на основното образование. Клучни моменти во овој дел од неговиот живот се неговите први две љубови. Тоа се книгата и класичната музика. Рада, која јас ја доживав како вистинска баба, била особено посесивна и барала татко ми постојано да биде во нејзина близина. Единствено место каде што татко ми можел слободно да оди, да престојува, била библиотеката, каде што тој ја нашол својата прва и најголема љубов, книгата. Како книгата и читањето е она што него го има формирано како човек. Книгата му помогнала да си ги прошири видиците, да ја развие имагинацијата, елоквентноста и клучна била за истражување на неговите интереси. Втората љубов, класичната музика, ја запознал благодарение на радиото. Во тоа време во Куманово немало концертни дворани и единствен начин да ужива во музиката било благодарение на преносите на концертите преку радио Брановите. Неговата фасцинација со оваа музика станува уште поголема со неговото доаѓање во Скопје, каде што го продолжил своето средно образование. Со доаѓање во Скопје започнал редовно да присуствува на концертите на класична музика. Овие две љубови, читањето и класичната музика, се работи во кои што тој уживаше до последниот ден од неговиот живот. По завршувањето на средното образование, од почит кон човекот што го посвоил, се запишал на студии по медицина. Меѓутоа таму не поминал повеќе од еден семестар. На покана од една негова школска другарка присуствувал на предавање на правниот факултет во Скопје, каде што открил дека тоа е всушност она што сакал да го прави како кариера. Се префрлил веднаш на студии по право во Скопје и ги завршил студиите, а потоа целата своја кариера ја поминал на правниот факултет во Скопје, каде што предавал кривично право. Работејќи како професор, Ѓорги беше познат и почитуван по многу работи. Прво изградил имидж на непоткуплив професор, кај кога што не можеше да се положи со врски, а дури тоа не можел да го направи ниту синот на председателот тогаш. Тој беше строг, но правичен професор и беше омилен кај своите студенти дури и денес. Тој беше неверојатен говорник, значи предавање амфитеатарот на правниот факултет секогаш беше преполн, а на негови предавања често доаѓа и студенти од други факултети. Ѓорги
е еден од најголемите борци за демократија која што некогаш ги имала оваа земја. Како професор по право, една од работите која особено го привлекувала било прашањето на политичките затвореници. Поради оваа тема тој станал еден од најпознатите дисиденти во поранешна Југославија. Пред околу 40 години тој започна борбата за укинувањето на еден член од кривичниот закон, познат како вербален деликт, кој тогашната власт го користеше за справување со неистомислениците. Како резултат на неговата борба, овој член од законот се укина и тоа доведе до раѓање на демократијата и формирање на голем број политички партии. Ѓорги беше основач и на првата политичка партија во Македонија, Лига за демократија. Ѓорги беше непоткуплив како професор, а таков остана и како политичар. Тој е веројатно единствениот политичар за кого не може да се најде ниту еден скандал или афера, нешто што во денешно време е практично секојдневие. Ова е најверојатно и една од неговите клучни особини, заслужна за почита која и ден денеска да ужива во јавноста. Љубовта кон книгата му помогна татко не само да стане елоквентен говорник, туку и да развие способноста за лесно и разбирливо пишување. Освен што беше автор на голем број научни трудови и неколку изданија на учебникот Кривично право, тој својата борба за укинување на вербалниот деликт, како што самиот вели, ја преживел и забележал за потомството во книгата Стручен труд. По формирањето на Лигата за демократија започнал да пишува колумни за дневниот вестник Дневник и станува еден од најчитаните колумнисти. Во периодот 1998 година до 2006 година напишал над 300 колумни, кои што подоцна како збирка беа издадени од нашата фондација. Освен тоа, пишувал колумни и за дневните вестници Време и Шпиц. Освен книгата, Ѓорги имаше страстен кон јазиците. Тој со леснотија зборуваше англиски, француски, германски, есперанто, јазик кој што многумина денеска речи се и не го познаваат, латински, српско-хрватски, а учеше дури и турски. Љубов имаше и кон македонскиот јазик, а ја изразуваше така што не само што пишуваше, туку и ги лекторираше трудовите на своите колеги од правниот факултет. Љубовта кон јазиците Ѓорѓе изразуваше и преку преведувањето. Тој во јавноста е познат и по тоа што на македонската читателска публика му го подари преводот на собраните дела на Марсел Пруст, еден од најголемите великани на француската книжевност. Освен делата на Пруст, Ѓорги има преведено и неколку други книги од францускиот и германскиот јазик. Ѓорѓе почина на 2 април минатата година на возраст од 83 години, но со него не умре неговата визија Македонија да стане пристано место за живење. Фондацијава, што го носи неговото име, основана е со цел да ја продолжи неговата борба Македонија да стане пристано место за живење, но не како политичка партија, туку како граѓанска непрофитна организација. И сега сигурно се прашувате како тоа може да се направи. Во фондацијата веруваме дека на Македонија се потребни вистински лидери, кои што ќе бидат двигатели на развојот на земјава. Со оглед на тоа што такви луѓе не се раѓаат, туку се создаваат, една од клучните активности на фондацијата ќе биде Академијата на идни лидери, чија цел е да ги обликува младите по урнекот на Ѓорги. Имајќи го предвид сето досега кажано, подготвивме програма на Академијата, по чие завршување на оваа програма кандидатите ќе развијат способност за јавен говор, ќе стекнат вештина за дебатирање и способност за критичко размислување, ќе се изградат во подобри личности преку усвојување универзално прифатени морални вредности и ќе усвојат и практикуваат култура на учтиво однесување и комуницирање. Ова е долг, долготраен, повеќегодишен процес кој што започнува од најраното детство. Академијата за идни лидери е составена од 4 целини. Тоа се јавен говор, дебата, морал и бонтон. Како што можевте да дознаете,
Она што Ѓорги го има формирано како личност се книгата и читањето. Па затоа не е за зачудување што токму тука ќе го започнеме облекувањето на децата во идни лидери. За да ги потикнеме децата да читаат, го организираме и надпреварот во раскажување прочитани книги, што како активност на децата ќе им помогне преку практикување на раскажувањето пред публика да ги развијат своите ораторски, односно говорнички способности. Тоа денес ќе им донесе на школа подобри оценки, затоа што со подобро изразување ќе остават подобар впечаток кај нивните професори, ако ќе пораснат, им биде од огромна важност кога ќе треба да зборуваат пред поголема публика. За да станат добри во дебатирањето како Ѓорги, децата ќе поминат низ обука за дебата. Тоа ќе им помогне да ги развијат основните вештини за критичко размислување, а дебатирањето ќе им помогне и за зголемување на самодовербата, ги развие нивните способности за аналитика, истражување, водење белешки, ќе развие ефикасен говор и ќе потикне тимската работа. Третата целина – морал. Ѓорги беше познат како високо морална личност, човек што ги почитуваше другите, беше грижлив, искрен, трудолюбив, справеден и така натаму. Да се стекнат овие и многу други особини не е лесно, ниту брзо. Но со оглед на тоа дека луѓето не се раѓаат со лоши особини, туку таквите може да ги стекнат во текот на животот, од особена важност во формирањето на децата во добри луѓе, за кои ќе се каже дека се морални, добри, воспитани, не се силеџи, здрави, критични, успешни, одговорни или општествено прифатливи поединци е нивниот морален развој. Моралниот развој е грижа на секој родител. Таа улога ја имат и наставниците. Со цел да помогнеме во обликување на децата во луѓе со вакви вредности, со поддршка на родителите и во соработка со стручен тим од едукатори, децата ќе поминат низ серија работилници прилагодени на возраста, кои имаат за цел на обликување на клучните составни делови на карактерот. И последната цел, бонтонот, тоа е последната компонента од Академијата за идни лидери и се однесува на културата на однесување. Целта на оваа компонента од програмата е да им помогне на децата да научат како да се однесуваат на начин што ќе им донесе почит во очите на околината. Тоа подразбира, но не се ограничува на однесување со други, учувајќи постари, ракување и поздравување, основни манири при јадење, бонтон за разговор, односно вештини за слушање и комуницирање, бонтон на јавни места, бонтон во виртуелен простор, учувајќи електронска пошта, виртуелни состаноци, социјални мрежи и така натаму, бонтон за мобилни телефони во јавност и личен изглед. Имајќи го предвид сето ова, се вратиме сега на надпреварот во раскажување и да се запознаеме малку подетално со него. Како што знаете, надпреварот е активност во која што започнува со вашето пријавување. Тоа е нешто што го прават вашите родители, односно родителите на децата или старателот. Односно добивањето на обуката, што ќе треба да ја поминете, која што рака на срце не е задолжително, но може да ви помогне да научите како подобро да зборувате. Следната активност е читање и раскажување. Имате период од една година, значи до јуни следната година, тој период во кој што ќе треба да читате книги и да ги раскажувате пред публика од 2 до 3 деца на ваша возраст. Тоа може да бидат и вашите членови на семејството. И додека ги раскажувате, родителот или некој од присутните треба да го снима вашиот настан со помош на мобилен телефон и потоа тие снимки треба да се достават до фондацијата на начин што дополнително ќе ви биде објаснат. По завршувањето на овој период, за секоја прочитана книга ќе добиете по 1 поен, а оние кои што ќе имаат најголем број подови ќе учествуваат на јавен настан во живо пред жири комисија во јуни следната година на Правниот факултет во Скопје.
Јас ќе се префрлам за момент на мојот компјутер и тука на веб страната на надпреворот ќе продолжам со некои дополнителни објаснувања. Како што знаете, предвидени се награди за прво, второ и трето место. За секоја од категориите има две категории. Категорија 1, тоа се ученици од 3 до 5 одделение и ученици категорија 2, ученици од 6 до 9 одделение. На крајте, предпоставам дека веќе ги видевте, значи ќе добиете за прво место 10.000 денари награда од Комерцијална банка во вид на штедна книжка, 6.000 денари вредносен ваучер од MyTime, што може да го искористите за купување на часовник. И потоа од издавачките куќи, тоа се овие овдека, Арсламина, Икона, Сакам книги, Антолог, Бата Прес, Магор, моја книга 3 исказнувалка, ќе добиете вредносни ваучери со кои што ќе можете да си купите книги по ваш избор. И сега ќе одиме на еден дел кој што најчесто луѓето го прескокнуваат, а ја бидејќи сакам да бидам сигурен дека сето ова вам ви е познато, тие кои што се надпреваруваат, на брзина да ги поминеме. Значи, на овој надпрев може да учествуваат ученици исклучиво од основни училишта на територија на Република Македонија. Јазикот на надпреварот е македонски. Пријавувањето го прават за надпреварот родителот или старателот со пополнување на онлайн пријава. Честото е бесплатно. Кој што веќе кажав, надпреварот се состои на два дела. Првиот дел период од 12 месеци, во кој што учесниците читаат книги, ги раскажуваат пред врсници, додека родителот ги снима со мобилен и ги доставува снимки. Вториот дел е наречен суперфинале. Тоа е оној настан што ќе се случува на правен факултет пред публика и жири комисија. Таму учествуваат оние што имаат прочитано најголем број книги и според критериумите што се однапред познати ќе бидат прогласени победниците. Како што веќе знаете, предвидено е секој надпреварувач да добие обука за јавен говор. Тоа е нешто што како инструкција ќе биде испратено по имејл на имејл адреса на родителот, но секој надпреварувач исто така ќе добие инструкции за како се пристапува на тој курс, што треба да направат и така натаму. Она што е важно да се спомне дека може да изберете што сакате за читање, се додека не се работи за лектири. Значи лектирите ви се задолжителни, ќе морате и овака да ги читате. Значи вам сега ви се дава слобода сами да изберете книги за читање, но она што би сакале да го читате. Се разбира, книги може да си земете од библиотека, можете си позајмите од другарче, а можете да го погледнете и списокот на предложени наслови, кој што ќе биде дополнително објавен на нашата веб страница. Книги, значи, не е задолжително да се купуваат, како што реков, се обидеме да ви обезбедиме ваучери за попуст, за да можете во текот на годината да си купувате, доколку сакате, книги со определен попуст. Сега доаѓаме до најинтересниот дел, како ќе изгледа раскажување. Значи, откако ќе прочитате книгата, треба да се подготвите за раскажување. Внимавајте, раскажувањето е усмено, значи нема писмено раскажување. И е ограничено на 3 минути. Во тие 3 минути ќе треба да се представите со своето име и да го наведете насловот на книгата, да направите еден кус опис на книгата во една реченица. Зашто се зборува во книгата? Да кажете кои се главните јунаци во книгата и да дадете некои основни информации за настаните што се случуваат во книгата. Од книгата треба да изберете еден настан или една случка кој што ви оставила најсилен впечаток. Таа случка ќе треба да ја раскажете и кога ќе дојдете до најинтересниот, односно највозбудливиот дел,
треба да ја оставите публиката во неизвестност. И ќе треба да завршите со зборовите: ако сакате да знаете како продолжува приказната, прочитајте книгата, тука го наведувате насловот на таа книга и нејзиниот автор. Тука на оваа веб страница ќе бидат објавени сите снимки, така што ќе можете да ги погледнете снимките од другите натпреварувачи. Она што е многу важно е да да нема случај двајца натпреварувачи да раскажуваат иста случка. Подготовки за снимање. Со оглед на тоа дека вие треба да доставите снимка од раскажувањето од книгата што сте ја прочитале, потребно тој настан претходно си го подготвите. Колку што подобро го подготвувате, толку ќе биде подобар и крајниот резултат. Ова, според напатствијата дадени во курсот за јавно говорење, ќе видите дека тоа е нешто што ќе треба да го направите најдобро сами, кога сте сами во соба, кога никој не е присутен, за да се чувствувате пуштени, и тогаш ќе се снимате со предната камера од мобилниот, и тоа ќе ви служи да погледнете како изгледа вашиот настап, кога сами ќе се гледате како раскажувате. Од кој ќе бидете подготвени за раскажување, ќе поканите 2 до 3 деца на ваша возраст, може да бидете членови од семејството, и родителот во тој период треба да го снима вашиот настап. Ако имате свој мобилен, добро, ако не, ќе снимате со мобилниот од родителот. Она што е многу важно, снимањето треба да се прави на тивка локација и по можност на дневна светлина. Раскажувањето се прави исклучиво усмено во стоечка позиција. И при тоа треба да внимавате камерата да биде поставена во легната позиција, родителот или снимателот треба мобилниот да го држи во стабилна позиција, со 2 раце, без движење, и раскажувањето да заврши така што на крајот ќе ја покажете насловната страна од книгата. По завршувањето потребно да се направи фотографија, исто така во легната позиција, која што во левата половина го покажува детето, а во десната насловната страна од книгата. Ќе ви дадеме дополнителни инструкции каде и зошто и како тоа ќе биде употребено. По раскажувањето, снимката ќе се постави на YouTube канал на учесникот. Тоа е активност која што на почетокот учесникот може да ја прави заедно со својот родител, а потоа кога ќе научите како тоа се прави, ќе може да го правите и сами. И следен чекор е доставување линк од видеото до веб страната на натпреварот. Секој натпреварувач ќе добие своје корисничко име, лозинка, која што ќе му дозволи да се објавуваат снимките од прочитаните книги. Наскоро ќе бидат поставени овдека на овие места напатствијата за доставување на видео, како да креирате свој YouTube канал, како да поставите свој видео и како да го доставите линкот до нас. Понатаму, она што е обврска на натпреварувачите, ова е опциона, значи не е задолжително, меѓутоа е добро да го направите. Значи, едно од обврските што ќе добиете е да ги предизвикате вашите пријатели да го прифатат овој предизвик. Значи, предизвик да се пријават на натпреварот и исто така и да ви се придружат во учество на натпреварот. И тоа се прави на тој начин што на социјалната мрежа, каде што имате свој профил, ќе објавите снимката од книгата што сте раскажале и ќе го напишете овој текст. Го прифатите предизвикот да учествувам во натпреварот во раскажување и да освојам вредни награди. Со ова ги предизвикувам и тука ќе тагнете тројца другари или другарки да го и со ова ги предизвикувам и тука ќе ги наведете всушност нивните имења, ги тагнувате да го прифатат овој предизвик. За повеќе детали и преводување посетете веб страницата ова е. Значи ова копи-пести си го преземете, ќе ги тагнете другарите и тоа е тоа. Идејата е значи да го предадете овој предизвик, на тој начин ќе ја проширите идејата, ќе поканите и други деца на ваков вид на активности. И на крај, како што реков, после година дена, за секоја прочитана книга ќе добие и со доставена снимка ќе добиете по еден поен. Оние што ќе соберат најмногу поени учествуваат на натпревар во живо.
Бидете сигурни дека овие податоци што ќе се достават од страна на родителот бидат третирани делов на тајна согласно Законот за заштита на лични податоци и нема да бидат доставени на трети лица или организации. Оно што е тука исто така многу важно да знаете дека учеството на овој надпор е основен услов за запишување на Академијата за идни лидери, која што инаку е целосно бесплатно. Меѓутоа, за да можете да се запишете на таа академија, услов е континуирано да учествувате на овој надпревар. Тоа е отприлике се. Ни остануваат уште 10 минути за ваши прашања. Ова сега ќе го стопирам и ќе да настапите со ваши прашања доколку ги има. Доколку се чувствувате покомотно, може да ги напишете и може така да ви ги одговориме. Еве, прашање од Мивица Карастева, од кога точно ќе може да се поставуваат видеата? Видеата може да почнете да ги поставувате од оној момент кога ќе ви доставиме инструкции како тоа да го правите. Главно вие може да си ги снимате, според инструкциите, тие ќе стојат на ваш мобилен, и оној момент кога ќе бидат подготвени видео инструкциите за доставување, од тој момент ќе може да ги подготвувате. Значи, со активностите поврзани со читање и раскажување може да почнете уште веднаш. И како која книга ја завршите, така соберете публика, 2-3 деца. Имаше едно прашање пред известно време, го добив, дали е задолжително да се собира публика. Тоа не е задолжително, меѓутоа е корисно. Корисно е затоа што кога зборувате пред некого, го вежбате јавниот говор. Утре, односно до година, ќе треба да излезете на бина во амфитеатар, во кој што ќе има голем број луѓе, значи голема публика. Нема да ви биде сеедно дали ќе имате трема или не. И затоа, практикувајќи го јавниот говор, на тој начин што ќе раскажувате пред ваши врсници, ќе добиете самодоверба и ќе забележите дека ќе почнете да зборувате многу послободно од она што сте го правеле претходно. Ако некој има трема, јавен говор, например говорење на табла, кога некој дете, кога некој професор ќе ве излезе на табла и ќе треба да одговарате, тогаш знаете кога гледате во една голема публика, тоа најчесто создава трема кај луѓето. Затоа со практикување говор на ваков начин ќе се подготвите и за јавниот настап кој што ќе биде следната година. Деана Петровска прашува дали е задолжително публиката да биде иста генерација на учесникот или може да бидат 2-3 години постари или помали. Се разбира. Значи, треба да изберете публика пред која што ќе се чувствувате сигурно нема да имате нелагодност. Така што не е проблем да бидат 2-3 или повеќе или помалку години разлика. Сега дека има публика. Публиката ќе ви помогне да се опушти. Дали може книга која напиша на англиски да се прочита, да се прераскаже на македонски сними? Да, се разбира. Значи нема никакви ограничувања за тоа на кој јазик ќе читате. Оно што е многу важно дека надпреварот ќе иде на македонски. Значи може да има учесници кои што има друг мајчин јазик, меѓутоа целта на овој или еден од условите за учество на овој надпревар е надпреварот да биде со раскажување на македонски јазик. Татјана Секуловска вели дали видеата се јавни, бидејќи на видеото ќе има и други деца. Прашувам односно заштита на идентитет. Нема потреба од загриженост за прашањето за заштита на идентитетот,
затоа што децата нема да бидат снимени од напред, туку од позади, од грб. Така што нема да се знае на снимката за кое дете станува збор. Да видиме следно прашање. Академијата Недица Карастоева прашува Академијата за идни лидери во кој момент би била достапна за децата учесници. Значи, со учеството на надпреварот автоматски децата го започнуваат првиот дел поврзан со јавниот говор. За да продолжат понатаму, услов е да имаат во првата година прочитано барем некоја количина книги, да не биде сега една или две книги, меѓутоа, да речеме некои 5-6 книги, како некој минимум. Потоа следната година продолжуваат во континуитет со надпреварот и се вклучуваат на втората активност. Значи, нема да имаме можност за паралелно учество на повеќе активности, туку ќе се оди модул по модул. Значи, за сето време на реализација ќе биде потребно континуирано учествување во надпреварот за раскажување, а еден модул годишно ќе се обработува, така што ќе имаме една година за школа за дебата, и сега тоа е нешто што ќе се прави кога децата ќе дојдат во средно образование, кога ќе го завршат основното, што е активност предвидена за средно образование. Тие не мора да се изведуваат по одреден редослед, значи може да се оди, например, една група да оди со школа за дебата, друга да оди со морални вредности или бонтон, но тоа се веќе детали кои што ќе ги дискутираме следната година. Главно, сметете дека децата со пријавување на овој надпревар веќе се запишани на Академијата за идни лидери, за да го зачуваат статусот, мораат да го прават она што се очекува од нив. Даница прашува дали е битно за која возраст е книгата. Знаете, ако детето му дадете книга што не е за негова возраст, тогаш во секој случај таа книга ќе биде здодевна, нема да биде интересна, така е многу важно да се избере вистинска книга, биде интересна, приказна, нешто што навистина со задоволство ќе се чита. Душанка прашува колку минимум страници треба да има книгата. Тоа сигурно дека нема да бараме децата да читаат книга типот Ратимир со неколку стотини страници, меѓутоа тоа ќе зависи од издавачот што ја подготвува книгата, така што важно е моментот на раскажувањето. Книгата треба да се прочита, треба да се најде нешто што е интересно и тоа треба да се раскаже на начин што ќе ја заинтересира публиката. Раскажувањето е клучната работа. Раскажувањето и вака ќе биде во 3 минути. Така што тоа не е голем временски интервал. А книгата не мора да биде особено голема. Ружа прашува дали мора да се снимаме или може да напишеме текст. Значи, како што веќе кажав, раскажувањето е усмено. Значи, кога ќе слезете на говорница, нема да читате текст. Нема да биде тоа можно. Ќе мора да зборувате. И раскажувањето е активност што ќе развие кај вас таа способност за јавен говор, за комуницирање. Така што одговорот е само исклучиво усмено раскажување. Дали прво треба да се помене за да се сними тоа? Па да, ќе ја прочитате книгата според начинот кој што пред малку го објаснив, ќе видите кои се елементите кои што треба да бидат опфатени во оние 3 минути и според тоа ќе направите подготовката. Ќе се снимате се дека самостојно, се дека не бидете сигурни дека тоа е она најдобро што може да направите и од кој ќе бидете подготвени, ќе викнете публика
ќе го викнете родителот или некој од публиката ќе замолите да снима и нив ги снима од грб, а вас ги снима од лице. При тоа, како што кажав, треба да биде во тивка просторија за да оние што ќе гледаат снимката да можат да разберат за што зборувате. Софија прашува како може да се најавиме на My Mentor. Значи секој учесник кој што е пријавен преку својот родител ќе добие инструкции на неговата имейл адреса и тоа и на имейл адресата на родителот и на имейл адресата на учесникот. Потребно е секој учесник да има своја имейл адреса која што ќе ја користи за најавување на My Mentor. Значи тоа е процес на регистрација кој што ќе го направиме за вас ние, врз основа на податоците што ќе ни бидат доставени и откога ќе ги добиеме вашите податоци, ако има некој кој што нема доставено до сега, ќе треба да ги достават, што ги имаме податоците, ќе ви регистрираме и ќе ви доставиме. Александра Анастасија прашува врска со предизвикот и видеото, децата што треба да ги снимаат и прикажат во групата на Facebook, дали тоа е дозволено или не. Курсот за јавен говор, што секој надпреварач го добива, е дел од детската Направи сам Академија Еверест. И тие курсеви се така осмислени, тоа се практични курсеви, каде што децата гледаат некакви видео инструкции и потоа треба да ги објават, односно да ги споделат работите што ги извеле и да ги споделат со другите во групата. И на тој начин ќе може да видите други деца како работат, да погледнете снимки на други деца. Така што е корисно да видите што работат другите. Оно што е работа што вам ќе ви носи бодови, тоа е доставување на снимки од книгата што сте ја прочитали и раскажале. Душница прашува дали доколку не сакаме да се постираме на социјални мрежи, има начин како само на вас да ги пратиме. Како што веќе реков, не е задолжително да го направите тоа споделување на социјалните мрежи. Значи, ако не сакате, ако имате било какви ваши лични причини тоа да не го правите, ние нема да ве присилиме. Како што реков, услов за добивање бод ќе биде доставување на снимка од раскажаната книга. А споделувањето на социјалните мрежи, смислата е да, учествувајќи на ваков еден надпревар, да поканите и други луѓе, други деца, ваши врсници, да учествуваат на овој надпревар и на тој начин да ги потикнеме децата повеќе да читаат, а помалку да бидат наморувани. За YouTube. Тоа е задолжително и како што ќе видите, прашањето беше дали прикачувањето на YouTube е задолжително. Јас во претходното прашање разбрав за постирање на социјални мрежи. Постирањето на YouTube ќе се прави на начин кој што ќе ни овозможи само на нас да гледаме снимката. Значи, кога се објавува некакво видео на YouTube, имате можност, YouTube ви дава три можности. Едното е да снимката биде паблик, односно јавна, да може секој да ја гледа. Има можност да англискиот термин е unlisted, и кога ќе изберете unlisted на YouTube, тогаш само тој што го има добиено линкот може да ја гледа снимката и никој друг. Така што снимките на тој начин ќе се достават. И има уште една трета опција, тоа е private, приватно. Тоа значи дека таа снимка може да ја гледате само вие и никој друг. Значи само тој кој што е собственик на YouTube каналот, кој што си ја поставил, ако избере private, само он ќе си ја гледа. Вие ќе треба да ги доставувате снимките со unlisted и тоа ќе ни овозможи ние да добиеме снимката и да ја погледнеме. И да ја поставиме на веб страната на фондацијата. Меѓутоа, никој друг на YouTube
сурфајќи, барајќи, пребарувајќи, нема да може да ја најде таа снимка. Дали ако е 5 одделени, сега се пријави ќе биде 6, како се пријави? Значи ќе се пријави во групата од 6 до 9. Значи тие што завршуваат 5, ќе се пријават во групата, бидејќи 5 веќе завршиле, ќе одат со децата од 6 до 9. Да, дали ќе може лицата со предложени книги во најбрз можен рок да не се... Да, се разбира. Очекуваме мејлови со предложени книги од неколку издавачки куќи, кои што се уште не стигнале да не ги достават. Во секој случај, во меѓувреме, слободни сте да се обратите во било која библиотека. Таму сигурен сум дека библиотекарите ќе знаат да ви предложат книга што е соодветна за вашата возраст и интересна за читање. Само проза треба да се раскажува. Најважно е да најдете нека добра, интересна приказна. Нешто што лесно може да го раскажете. Значи, оставам на вас, вие самите да изберете оно што мислите дека е интересно. Нека ви препорачаат библиотекарите или во книжарите нешто што е соодветно за ваша возраст и не грижете се за ништо. Толку од мене за денес. Фала ти Мија за представувањето. Фала и на вас. И така па се слушаме во нека наредна прилика. Поздрав на сите и довидување.